Да ги споиме успешно технолошкиот аспект и медицинската експертиза и да креираме едно дигитално решение кое што ќе им помогне на диабетичарите во ефикасно менаџирање на нивната состојба. Според истражувањата дознавме дека секој 10 човек во светот има диабетес, па сметаме дека е алармантна тема и дека аплициравме на грантот кој што го нудеше Национален младински совет за социјално претприемништво. Ние сме прва мобилна апликација која има баш вака персонализирана секција за блогови, баш врз основа на типот на диабетес. Направивме на анализа каде што вклучивме диабетичари и медицински лица. Најбитниот дел ни беше лесно да се користи, едноставноста, буквално се да биде на 2 до 3 клика максимум и секако да биде интуитивна за користење и буквално да може и најмало дете до најстар човек да може да ја користи. Во нашата апликација корисниците може да го внесуваат нивото на глукоза онолку пати колку што го мерат во текот на денот и потоа самата апликација им генерира извештаи на дневно, неделно и на месечно ниво. Дија е наменета за секој тип на диабетес, односно секој лице кој има некаков тип на диабетес, па дури да има и преддиабетес, он може да ја користи, иако фокусот е ставен на тие што редовно го следат нивото на шеќер во крвта. Активно работиме моментално и со стартап клуб Скопје на развивање на целиот бизнис модел на апликацијата. Мобилната апликација Дија е достапна на Google Play, преведена на 3 јазици, односно англиски, македонски и албански, и е целосно бесплатна за користење и преземање. Во план ни е Дија да ја креираме и за iOS платформата, се со цел да биде достапна за секого. Бесплатна е од фактот дека првично сме во Македонија, секој еден диабетичар има додатни трошоци, така што воопшто не сакаме Дија да биде терет на нив. Се што правиме е да се олесни животот на еден диабетичар, и иако првично сакаме тука да помогнеме, сакаме да ја дознаат Дија и пошироко, а тоа ќе го направиме со помош на вештачка интелигенција, односно ние сакаме да го направиме како сеопфатен диабетес интелигентен асистент, односно тоа е позадината на Дија.